Добар ден, почитувани, започува уште една нова Телма амбуланта. Лицето е првото нешто што другите го забележуваат на нас, така што природно е што му придаваме големо значење. Акните се еден од главните проблеми во тинеџерските години, но и подоцна во животот. Зошто се јавуваат и што треба да направиме за да имаме кожа без акни? Професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџи Бадем Систина, е нашиот денешен гостин во студиото на Телма. Професоре, добре ни дојдовте. Благодарам на поканата, со задоволство сум секогаш кај вас. Во последниве денови во медиумите сте поинтересен по вашиот политички камбек отколку по медицината. Па што ве мотивираше по толку време повторно да и се навратите на политиката, да се активирате во политиката? Добро, знаете како, некогаш за некои работи вие го бирате моментот, во некои работи моментот ве бира вас, немате можност многу да одлучувате. Се разбира дека желба имам да помогнам, никогаш не сум се штедел тогаш кога е тешко, така да тоа е една од желбите и вербата во идниот премиер на државата, кој го знам од многу одамна и го сметам за многу солиден човек. Мислам дека вреди човек да му помогне. Така се надевам дека успешно ќе најдете време да ја вклопите оваа обврска покрај бројните секојдневна работа со пациенти, исто така сте професор на факултет, студенти. Добро, тоа е моја професија, со неа тоа беше една од работите која ја предочив уште во првиот разговор, од таа работа не бегам и тоа е нешто што за мене најважното нешто со што сакам да се бавам, уживам во својата работа и во пациентите и со задоволство и со студентите, така да тоа е дел од мојот живот на кој сум се навикнал во изминативе скоро 10 години, кој не мислам да го менувам. Меѓутоа, сум човек кој е одговорен, кој не се штеди и сака да помогне на луѓе кои мислам дека заслужуваат да им се помогне. Така, да се навратиме на темата на која што денеска ќе говориме, а тоа се акните. Да вела дека 85% од лицата во адолесцентниот период се соочуваат со акни. Што се случува со кожата во тој животен период? Што се случува со лојните жлезди за да има еден ваков проблем? Да, акне е пред се болест на пубертетот и на адолесценцијата. Значи, тоа акне низ кое безмалку поминува секој тинејџер, е нешто што е еден вообичаен пожар кој се случува, така кажано да кажам во наводници, во организмот на младиот човек, односно во организмот на некој кој од дете се трансформира во возрасен човек и е резултат на влијанието на андрогената стимулација, на стимулацијата со тестостерон, со машкиот полов хормон на лојните жлезди. Заради гледачите чисто појаснување дека машките хормони полови ги имаат и жените, значи тие не се ексклузивна карактеристика само на мажите, во помала концентрација, меѓутоа ги имаат и жените и тие се доминантниот фактор за развојот на акне. Во старите учебници од кои ние некогаш учевме, пишуваше дека акните можат да бидат и од други причини предизвикани, не знам, од козметика, од одредени други фактори. Денес во новите теории влада едно правило дека нема акне кој е нехормонално акне. Нема акне без хормони, нема акне без влијание на хормоните врз лојните жлезди и тоа е нешто што мислам дека е главната причина зошто тоа се случува токму во овој период кога настанува трансформација во организмот, кога нагло се качува нивото на хормони. Се качува нивото на хормони. Нормално, тука има и други предиспозиции на кожата, но генерално акните се присутни кај сите заради оваа причина. Така. Останати причини се типот на кожата, широки отвори на лојните жлезди кај некои луѓе кои се генетски детерминирани. Понатаму има, да речеме, кај некој таа себореа, таа ексцесивна секреција на себум, на тој секрет на лојните жлезди на површината на кожата. Сето тоа се фактори кои може да влијаат на појавата на акни, меѓутоа во суштина главниот фактор е влијанието на хормоните. А има ли некои бактерии кои што учествуваат во формирањето на акните? Например, прочитав дека се наоѓаат бактерии што се хранат со себумот на кожата. Точно. Точно ли е тоа? Во право сте, и таа бактерија Propionibacterium acnes или денес во новата литература се нарекува Cutibacterium acnes. Значи се работи за истата бактерија, меѓутоа и дифтероиди, анаеробни бактерии, друг тип на бактерии, стрептокок понекогаш. Сето тоа е флора, една
резидентна на лицето, која знае тој себум на површината да ја даде горива да повеќе се размножува и таа влегува во тој циклус на воспалителните акни, во тој воспалителен процес и дополнително, значи да го илустрирам, тоа е како да фрлите, не знам, на пожар да му фрлите бензин, дополнително дава една сила на акните и заради тоа тие се интензивираат. А каде најчесто се явуваат акните во тинеџерските години, на кој дел од кожата? Таму кај што има лојни жлезди. Секаде кај што има лојни жлезди. Лојни жлезди и тоа широки отвори на лојните жлезди. Тие се најизразени, најбројни и со најголеми ацинуси, значи со најголеми жлездести творби во пределот на лицето, во пределот на градите, во пределот на грбот. Значи тоа се делови каде што најчесто се јавуваат акни во тинеџерските години. Се разбира, има одредени облици на акни кои може да се јават и на други места. Тоа се така наречените инверзни акни, кои може да бидат и помеѓу нозете ингвинално, може да бидат и интерглутеално, може да бидат под пазовите. Меѓутоа, тука малку поинаков е тој патогенетски процес кој доведува до нивно развивање. Има ли објаснување зошто некои никогаш нема да добијат акни, а некои ќе се соочуваат долги години со овој проблем? Например, доколку родителите имале акни, значи ли тоа дека нивните деца порано во животот ќе се соочат со еден ваков проблем, со потешка клиничка слика и слично? Генетски има тука одредено влијание, има одредено правило, зависи каков генетски код ќе наследите во однос на вашиот тип на кожата. Во суштина има луѓе кои обично доаѓаат мајката и ќерката, да речеме, заедно на прегледот за девојчето и кога зборувате, или таткото со синот, или различни ситуации, кога зборувате, можете да видите дека се пресликува сликата која имал и родителот во тие години. Тоа е обично карактеристика на типот на кожата, на генетски тип на кожа, со отворени пори, со широки отвори на лојните жлезди, каде што се јавуваат таков тип на акни, и тоа е како пресликана слика, како копија на она што го имал родителот во тие години. Меѓутоа, во денешно време многу почести се акните и кај оние, особено кај девојчиња кои имаат чисто лице, кои немаат широки отвори на лојните жлезди, дури некои од нив имаат и атопична диатеза и сува кожа, и тоа се јавува во тој период помеѓу, не знам, 15 и 20 години, додека се стабилизираат тие хормонални функции заради влијанието на хормоните. Секогаш тоа тие акни се појачуваат пред појавата на менструалниот циклус. Да. Тоа ми беше следното прашање, како менструалниот циклус влија, дали се потенцира проблемот пред или пак по завршувањето на менструацијата, но и што е со оние кои што имаат полицистични јајници? Дали тие се склони особено на акни? Сосема сте во право, тие се една од главните причини за појава на акни кај девојчиња кои имаат, речеме, чиста кожа, немаат себороична кожа, немаат широки отвори на лојни жлезди, немаат некоја генетска диатеза да имаат акнеично лице, меѓутоа таа стимулација хормонална при прскањето на тие фоликули, вообичаено при секојаш предменструалниот циклус. Втора карактеристика се тие ирегуларни циклуси кои ги имаат со различно време траење и така натаму, се една од главните причини зашто се јавуваат акни, и тогаш во тие услови даваме и хормонална поддршка во терапијата, и таа е во тој момент главниот избор во терапијата. Кај нас е се уште табу тема понекогаш кога се зборува за тоа, за хормоните, меѓутоа од FDA во Америка, значи тоа е во прва линија на третман за акни кај млади жени, неспорно дека имаат позитивен ефект. А споменавте дека акните директно се поврзани со хормоните, но некои се уште сметаат дека со промена на исхраната би го решиле проблемот. Дали некои продукти го поттикнуваат проблемот со појава на акни? Тоа е одлично прашање, заради тоа што одговорот е и да и не, зависи. Има луѓе кои тоа има влијание, има некои кои се така наречени нереспондери, значи едноставно нема никаков ефект исхраната на нивните акни. Меѓутоа кај некои се случува да особено полномасната, значи исхраната со многу масти, речеме полно масно млеко. Така. Она фаст фуд која
сите ја консумираме повеќе или помалку. Хамбургери, чизбургери, мајонези, кетчап, сето тоа што не треба, што чипсови, а што се консумира особено од младите, знае да со трансмасти во себе. Знае да влие да се засилат акните на лицето. Често пати ме прашувате, доктор, како? На едноставен начин, тестостеронот е хормон кој е стерол, тој е граден од масти. И вие кога имате слободни масти во крвта, во циркулацијата, тоа е на некој начин му давате дополнително гориво да делува, да влие на зголемено лачење на себум, на секреција на лојните жлезди и заради тоа се явуваат во тој случај акните и се поврзани со исхраната. Има, значи, јасни случаи кај што се гледа и тоа пациентите го приметуваат. Кога користат таков тип на исхрана, имаат поголем број на акни по лицето и тоа е нешто што често пати се случува. А дали одредени лекови може да го потенцираат проблемот? Може, има лекови кои исто така делот седативи, делот лекови кои содржат во себе одредени комедогени супстанции може да доведат до појава на акни на лицето. И такво нешто се случува, има да речеме пациенти кои користат стероиди. Тоа е така нареченото стероидно акне, кај луѓе што користат кортикостероиди подолго трајно се јавуваат и тие се многу типични. Тие се сите исти. Кај луѓе што користат стероиди, акните се сите исти, со иста димензија, со иста форма, едноставно како посејана е градите грбот обично кај што се јавуваат кожата со акни кои се мономорфни, кои наликуваат сите една на друга, не се различни како што вообичаено изгледаат акните. Тоа е работа која се случува и она што поврзано со она што ми го кажавте околу исхраната, дали нешто друго влие, да речеме доколку исхраната влие негативно на појавата на одреден тип на исхрана, на појавата на акни, физичката активност пак влие позитивно. Зашто? Заради тоа што го има обратниот ефект од оваа исхраната со масти која е богата. Физичката активност со согорувањето на калориите го топи вишокот на масти во организмот и веднаш, особено млади девојчиња или пациенти приметуваат, велат докторе, на вистина, кога сум физички активна, кога користам фитнес и така натаму, кога вежбам, има многу големо подобрување. Некој смета дека акните се резултат на нечистотијата што се собира на кожата, па претеруваат со хигиена, лицето го мијат со сапун. Дали претераното користење на вакви хемиски супстанци може да ја исуши кожата и тоа да доведе до прекумерно лачење на себум? Како влие сапунот на кожата? Сапунот, во суштина, ние кај акните препорачуваме малку обезмастување на лицето, има специјални лосиони за чистење на лицето, особено кога вадат шминка или козметика што претходно е нанеле и така натаму. Но претерувањето во таа насока доведува до сушење на кожата кое рефлексно ги стимулира лојните жлезди да лачат повеќе себум на површината. Така не треба да се претерува ни со тоа. Постои едно правило, колку повеќе ја сушите кожата, таа компензира, лачи повеќе себум за да повеќе ја подмачкува. Така да вообичаено не е тоа нешто што го препорачувам јас да го прават секој ден пациенти. Обично имаат намера секој ден да го мијат лицето или мислат дека така ќе се намалат маснотиите на него, но тоа има и свој обратен ефект, а кај некои луѓе доведува, особено кај оние што и немаат претерано масно лице, до појава на атопичен дерматит, на екцемни промени на лицето и сега наместо еден имате два проблеми кои треба да ги решавате. Така да претерување во тој дел на миење на лицето не треба да има. Доколку акните се појават во тинеџерските години, до кога би требало да се изгубат? Нема правило тука. Тој е, како да ви кажам, тој е како еден вид на земјотрес кој има свој почеток, свој шпиц и понатаму има оние што ги нарекуваат инженерите афтершокови. Цело време по нешто се случува, наеднаш додека не се изгубат. Треба да настане стабилизација на хормоналните функции. Тоа е нешто што настанува подоцна во текот на младоста, значи нема да траат тие цел живот. Меѓутоа, вообичаено некаде околу 25-26 години настанува стабилизација на тие хормонални функции кај многу од пациентките претежно. А кај машките тоа се случува многу брзо, некаде 17-18 години
тој процес наеднаш се стабилизира. Меѓутоа покомплициран е хормоналниот систем кај жените, заради тоа знае да трае малку подолго, меѓутоа не треба да се загрижува, тоа не е нешто што ќе биде за секогаш, не е нешто што е конечно, ако се третираат како што треба, не оставаат никакви последици. Не е нешто што пациентите ќе го имаат во текот на целиот живот. Така, но создаваат големо незадоволство, особено во тинеџерските години, дури и психолошки проблеми се повлекуваат во себе и слично, така што очигледно бараат сериозно лекување, сериозен пристап. Кај секој имаат влијание. Јас во ова што е моје искуство, тоа е нешто што прави сериозно влијание на младите. Ти имаат навистина проблем, понекогаш тој проблем за нас повозрастните личи апстрактен вака кога ги гледаме и како родители, секако кога го гледате тој проблем, меѓутоа за нив тоа е нешто што е многу значено и затоа не треба да го потценувате. И треба да се отиде на доктор, треба да се види, треба да се преземат некои работи, зашто најлошо е ме прашуваш што ако не се лекува, дали ќе пројдат, ќе пројдат. Ама последиците што ќе ги остават во вид на лузни на лицето нема да пројдат. Не е седно и на возрастни години да се добијат акне. Еве најдов една статистика дека 1 од 5 мина на возраст од 25 до 44 години се соочува со овој проблем и тоа повеќето се возрастни жени. Што се случува во тој период за да дојде до проблем со кожата? Тоа е поврзано форма на акни? Тоа е повеќе поврзано со некои од овие сепак хормонални нееднаквости кои се од друг тип на потекол, кои не се една физиолошка состојба која се јавува во текот на младоста, туку е врзана со одредени влијанија кои не може да ги исклучи. Така некој има, да речеме, кај некој пациент е покачен пролактин, што може исто така да доведе до појава на акне. Некои други хормони кои исто така може да дојдат предвид. Некад има цисти во јајниците кои знаат исто така да продолжат и да создаваат проблеми. Има различни форми на акни. Понекогаш се работи за така наречени екскорирани акни кои се јавуваат од нервоза. Може значи од стрес да се јават? Да, ама тоа се артифицијално направени акни. Тоа не се акни кои сами од себе потекнуваат. Со чешањето на лицето упорно, знаат на некои места да се направат тие акне екскорие се викаат на млади жени кои може да предизвикаат исто така сериозни психолошки, да кажам, проблеми кај личностите. Тоа значи доколку ке повозрасно лице се јават акни, би било пожелно да се направат некакви медицински испитувања да се пронајде причината за болест некоја? Акните се последица? Да, се прави секогаш. Правиме прво испитување на хормоните во циркулацијата. Од, не знам, половите хормони, кортикотропниот хормон, тироидните хормони, сет на хормонални испитувања кои се прават за да се види каква е состојбата, исто така се прави ултразвук на гинеколог, ехо, за да се види каква е состојбата таму. Евентуално ако примаат некаква терапија, се гледа каква терапија примаат, значи ако се не знам, се лечат од реуматоиден артрит или примаат стероидна терапија за не знам, за лупус или за нешто. Значи може да се случат таков тип на промени и тоа е нешто што треба да се обрне внимание, меѓутоа некогаш одат и со влијание на поврзани со некои други болести како што е розација, да речеме, па ние зборуваме денес во ново време и за акне розација, за преклопување на двете болести каде што има влијание и на дворешните фактори, особено сонцето. И во тој случај е така покомплексно за дебатирање и за расчистување што е точната причина и зашто тоа се случува, за разлика да речеме кога се јавуваат како акне јувенилис, кога е јасна причината. А кога ќе се јават кај повозрастни лица акни, на кој дел од телото, на кожата може да се забележат? Обично се исто така на лицето, меѓутоа кај одредени луѓе што се предиспонирани, каде што се смета дека постои одредена имунолошка реакција, еден вид на васкулит, може да се јават под пазуви, може да се јават ингвинално, може да се јават во различни делови на телото. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната амбуланта, каде што професорот Андре Петров ќе појасни на каков начин се лекуваат и како да се стави под контрола овој проблем. Останете на Телма. За проблемот со акните денеска зборуваме со професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџи Бадем Систина.
Професоре, кога некој ќе се соочи со акни на лицето, обично застанува пред огледало и почува да ги стиска за да ја исцеди содржината, сметајќи дека на таков начин побрзо ќе се реши проблемот, зошто дерматолозите тоа не го советуваат. Заради тоа што не сите акни прво можат да се стискаат, значи се работи за една грешка која најчесто ја прават најголем дел од луѓето. Воспалителна акна, ако ја стискате, ако ја притискате, уште повеќе ќе го бутнете воспалителниот процес подлабоко во кожата и наместо да има некоја гнојаница мала на површината, може да направите циста некоја цистична акна која е покомплицирана понатаму за третирање и за решавање. Втора работа, дури кај оние комедони, кај невоспалителните акни. Бесмислено е да стискате затворен комедон. Тој има кров на површината и вие само ја малтретирате кожата и го чепот, тој кератински материјал само го буткате што подлабоко во кожата. Тоа е нешто што не е добро да се прави. Може да се стискаат само оние црнки, оние отворени комедони на површината. Идеално е тоа да се прави со комедоекстрактори, козметичарите ги имаат тие. Многу лесно се вадат тие црнки се може и мануелно, меѓутоа подобро е со комедоекстрактор. И тоа е она што се дозволува. Се друго е забрането, особено не смеат да се стискаат промени кои се наоѓаат над аголот на устната и увото, значи во горните 2/3 на лицето, заради тоа што поради близината со синусите може тој воспалителен процес да направи сериозни компликации доколку некритично се притиска врз кожата, а имате некоја воспалителна промена која упорно сакате да ја истиснете. Тоа е голема грешка, мислам. Тоа е нешто што не треба да се прави. Има начин како тоа да се среди. Има медикаменти, меѓутоа не со стискање. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта. 3076 677 е телефонскиот број на кој што можете да не добиете, да поставите прашање на темата на која што зборуваме, а тоа се акните кои што представуваат голем проблем пред се во тинејџерските години. Кога треба да почне лекувањето на акните? Дали веднаш по нивната појава? Треба ли да се причека? Не, лекувањето може да почне веднаш, ама интензитетот на лекувањето треба да се димензионира. Немате потреба рафално да ги испукате на почетокот, ако нема реална потреба со медикаменти орални. Може да почнете прво кај лесните форми на акни со локална терапија. Што вклучува таа локална терапија? Број еден лек кај акните се локалните ретиноиди. Значи, кај нас во Македонија е обратно и тоа е една грешка која најчесто се прави, препишуваат локални антибиотици како единствена терапија, како монотерапија. Единствено што треба да се знае дека тоа не може да биде терапијата за акни, таа е отфрлена, никаде не се прави како монотерапија само локален антибиотик, ајде мачкајте лосион клиндамицин и акните ќе поминат. Заради тоа што со текот на времето и долготрајната употреба вие ја уништувате онаа резидентна флора на кожата која е корисна. Сме зборувале кај вас во емисија и повеќе пати дека на кожата на луѓето живеат многу бактерии, дека таа не е стерилна. И тие генерално имаат позитивен ефект. Тие не бранат, овозможуваат еден вид на имунитет на кожата. Да, имунитет на кожата. И сега вие кога ќе ја стерилизирате кожата со долготрајна употреба на некој антибиотик, локален, не сте завршиле ништо работа, а само сте направиле штета. Заради тоа, она што најдобро е да се употребува, тоа се локалните ретиноиди. Што е тоа ретиноид? Тоа е дериват на витамин А. Но тоа не е исто што и витамин А. Не е исто што и витамин А и не е витамин. Значи не е витамин. И е многу опасен за да се користи само иницијативно. Кога се користи во орална форма на уста, кога се пијат како таблети, тие се користат како за најтешките форми на акне. Тоа се орални ретиноиди и тие имаат своји ограничувања. Тератогенис, значи кога се се пијат на уста, не зборувам кога се мачкаат локално. Тератогенис значи додека се пијат. И одреден период после тоа, кој е различен во Европа, различен во Америка, јас секогаш го земам порестриктивното правило. 2 години ги оневозможува пациентките и пациентите, пошто и за мажите важи, да учествуваат во создавање на деца, во креирање на фамилија. Така да тоа е нешто што треба да се има на ум кога се даваат во орална форма. Меѓутоа како локална терапија тоа е најдобриот лек на избор, кој може слободно да се употребува. Може да се користат комбинирани препарати со бензоил пероксид и антибиотици. Добро. Комбинирани препарати на ретиноиди и антибиотици ги има во различни варијанти. Може да се користат одредени други средства како што е азелаичната киселина, кои доведуваат исто така до сушење на овие акни на површината на кожата. Одредени други
препарати кои се на база на редуценси, кои ги практично ги сушат акните, да речеме денес се смета дека бензоил пероксидот е еднакво ефикасен колку антибиотиците, а не антибиотик во локалната терапија на акне. Не прави резистенција на бактерии, не ја стерилизира флората. Така, но за жал голем дел од тие препарати кај нас не се достапни, зашто сме мал пазар, па се мачат пациенти да ги наоѓаат во, не знам, во околните поголеми земји, но во суштина да речеме ретиноидот локален го има како чист препарат во Македонија и тој може да се употребува. Во оралната терапија, во терапијата на уста, која како напредуваат акните, така се дига и интензитетот на терапијата. Кај благи до умерени форми на акни, лек на избор се антибиотиците од тетрациклинска група. Зошто од тетрациклинска група, а не нешто што вообичаено пациентите понекогаш и само иницијативно или некој кој од општа пракса ќе земат амоксиклав или нешто ќе им дадат да пијат, заради тоа што тетрациклините се излачуваат најмногу во највисоки концентрации во фоликулот на лојната жлеза, во влакното, значи, во лојната жлеза. Каде што е проблем. Таму каде што е проблемот одат и тие обично се користат многу подолго од Колку? Што значи тоа подолго? Па не се користат 7 дена, не се користат 10 дена, може да се користат 4 до 6 недели, може да се користат 3 месеци, зависно од интензитетот. Значи долго се користат и тоа не треба да им се објасни на пациентите, затоа што секогаш кога ќе ви каже некој доаѓате на доктор и ќе ви каже 2 недели се користи антибиотик, првото што ви паѓа на паметот, чекај дали човеков знае што зборува. Што е ова? Меѓутоа тоа треба да се објасни зошто, што е суштината, што е функцијата, зошто тоа се прави, така да во суштина е подолга терапијата и како напредува болеста, да речеме, ако имате млада девојка или млада жена која гледате дека антибиотикот кој ќе го дадете миноциклин, да речеме, ги суши акните, ги смирува и потоа со следниот циклус или после циклусот да повторно почнуваат, логично е да вклучите некој хормонален препарат. Тука мој, да речеме, лек на избор се тие нискодозажни естрогени, сега да не ги наведувам како посебен тип на препарати, ги има различни денес. Така. Во поново време ефектот се продолжува со спиронолактон. Тоа е еден лек кој е во суштина е диуретик, служи за намалување на притисокот. Меѓутоа докажано е дека има силно антиандрогено дејство и многу се дава во поново време и кај акни и кај да речеме опаѓање на косата или пак кај хирозотизам, неконтролирана појава на акни, на влакна, по телото. Тоа се работи кои може да се користат и во како завршен удар, како најсилно средство кое понекогаш се дава и кај овие полесни форми, се смета дека е изотретиноидот, ретиноид за орална употреба, познатиот Роакутан или Акютен во Америка, значи го има во различни лицензни денеска форми, оригинерно измислен од Хофман Ларош уште пред 40 на години, со огромно искуство во терапијата, со еден голем несакан ефект, а тоа е дека е тератоген и не смее да се користи доколку планирате семејство. Да ги вклучиме гледачите, а потоа уште малку ќе зборуваме за ретиноидите, за начинот на кој што се применуваат и за локалната нивна примена. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, вашата емисија и до доктор Андри Петров. Имам едно прашање до него. 6-7 години веќе имам црвенило на врвот на носот. Значи, секакви креми сум употребувала, нема резултат никаков. Се обратив во војна болница, односно 8 септември клиниката, таму го третира со тече назад, го горевме. И тоа не даде резултати. Диагноза не е воспоставена, биопсија ми правеа, не знаат, се сомневаа на лупус, ама не е лупус, затоа што е тоа суво место, значи ни гнои, ни влажни, си стои само црвено како некои проширени капилари, спрскани како проширени крвни садови, не знам што точно. Важно, црвенилото не се санира никако. Единствена сега опција ми рекоа дека треба хируршки. Значи да се отстрани. Така. Сакам да го прашам доктор Андре, со што би можело, мислам вака не е пусна сега нели преку телевизија, не е ни пеперутка, значи само е црвен, целиот врв е црвен. Така, ве интересира негово мислење што би можело тоа да биде. Ви благодарам за вклучувањето, докторе, да го вклучиме и следниот гледач, бидејќи на вистина долго почека, па ќе ги одговорите двете прашања одеднаш. Добар ден. Дали си уште го имаме гледачот на линија? Добар ден. Не може да се вклучи, во ред, повелете. Она што вака по дескриптивно го објаснува пациентката, веројатно се работи за
неколку работи доаѓаат во опција. Лупус се посомневале колешките таму што работат во 8 септември, тоа се исклучува, треба да се земе биопсија. Ако е земена биопсија, ако таму нема знаци за фоликуларна кератинизација внатре во фоликулот и оние сите други знаци кои ја пратат таа болест хистолошки, е доста очигледна хистолошки кога се јавува, тогаш не е тоа. Треба да се бара нешто друго. Значи по описот може да се различни работи, може да е некоја форма на розација, која вака како се кажува може да биде ако има сплет на капилари, бидејќи тој лупус не дава типично такви телеангектазии на лицето, тоа обично го дава друг тип на болести, може да е некој периорален дерматит, може да е некоја друга форма на болест, може да е некој од другите грануломатозни болести. Вака може да се повеќе работи, не е вкусно сега да лицитираме со диагнози. Значи треба да се види што е, да се земе и второ мислење, ако треба, не можам да советувам оперативен третман на нешто што не знам што е. Ако се капилари, само тие може да се отстранат и со лазерска коагулација на капиларите, тоа е нешто што секојдневно го правиме. Вообичаено хируршките интервенции на лице јас ги избегнувам заради тоа што е лице и заради тоа што особено е неприродно нешто што не знаете да го оперирате. Логичниот редослед е прво да поставите диагноза, па потоа да нешто третирате. Така, значи еден дерматолошки преглед, второ мислење е најдобре да се направи втора опција. Имаме гледач уште еден кој што очекува вклучување во денешната тема амбуланта. Добар ден за него. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Јас млад да имам акни на лицето, јас сум жена на 74 години. Меѓутоа точно од пред месец по телото, особено раците, на колената, под колената, на стомакот, прво ќе почне да ме чеша. Потоа ќе се јави како меуш. И тој меур ќе стои, да речеме, 10 дена и јас видов дека така, за да не ме чеша, си купив декотал. Штом почнува да ме чеша, ќе го намачкам за декотал, за да не го чешам, оти не сакајќи, нели носиме сега, облечени сме зимен период, за да не ме чеша, се мачкам и наутро и најсо декотал, меѓутоа тие меурчиња стојат, по 10 дена ќе сплавне меурчето, па на друго место се јавува друго, па на друго пак се јавува друго, тоа трае 1 месец. Од што може да биде, не сум отишла на лекар, не сум се консултирала, ништо. Така, те интересира сега што би можело ова да биде како проблем. Благодарам за вклучувањето во емисија. Се работи за екцемна некоја варијанта, пошто чеша, пошто се јавуваат меурчиња, се појавуваат, се губаат, со стероид се смируваат. Ако се смируваат е добро, ако не се смируваат, треба да се дојде на доктор да се види, затоа што има и други болести кои се од групата на тие булозни дерматози, ние ги нарекуваме, кои треба да се проверат. Се зима обично мало парче од кожата и на тој начин тоа се проверува што е, како е. Има и други процедури, тестови кои се прават да се види од што е. Но генерално по тоа што го кажува пациентка, нема врска со акне, се работи веројатно за некој дерматит на кожата. Ајде да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот, да го прашам за моето девојче, има 14 години. Така. Во врска со кокошки на кожа. Значи кератозис пиларис. Така. Најчесто знаеме, наследно е од таткото, најинтензивно е на обравчињата. Значи што препорачува? Нешто, крема некоја за хидратација, значи така е послува кожата. Добро. Ви благодарам за вклучување во програма. Доктор, во оваа ситуација може ли нешто да помогне? Може да помогне само упорно мачкање на кожата. Упорно мачкање со емолиенти. Емолиенти, значи. Тоа се кремови, хидратантни, специјализирани за сува кожа кои треба да се користат, ги има бројни на нашиот пазар. Битно е да се медицински тестирани. Обично почнуваат пациентите да видиме нешто што е на природна база, не да е на природна база. Значи, убаво е, се сакаме да е на природна база, сите, и кога јадеме, и кога нанесуваме кремови на кожата, меѓутоа битно е во случајов да е нешто што е медицински проверено, да нема парабен, да нема алергени супстанции внатре, да нема парфеми внатре, да е нешто што едноставно е толку неутрално што кожата ќе ја масти, а нема да предизвикува некој друг негативен ефект. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден за него. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Дали гледачот не слуша?
Не. Ево уште една шанса. Добар ден. Нека се јави подоцна гледачот, ќе го вклучиме повторно, а сега ние, докторе, добивам знак дека има и уште еден покрај него. Добар ден. Добар ден. Повелете. Доктор, имам прашање. Јас имам виголито. Тоа не ми смета мене во живото, не ми смета, туку како бело стои, како бело. Така, витилиго. За кожен лекар, бара бетаметазон мас употребав. Па еден доктор ми рече појде на сонце да го сунчам. Значи виголито се работи. Да. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Да, тоа е витилиго, како што вие кажувате, тоа е една болесна автоимуна болест во која заради некаква причина автоимуна се уништени меланоцитите во тој дел. Автоантителата ги напаѓаат пигментните клетки, нема пигмент. Значи може да се сонча, меѓутоа не критично сончење, не е сончење без заштитен фактор, заради тоа што доколку употребувате кремови без додека се сончате, не употребувате кремови со заштитен фактор, тогаш може да изгорите и таа изгореница да само го расшири витилигото, да ги расшири промените на кожата. Заради тоа, она што ние го советуваме е да се употребуваат заштитни кремови за сонце, а да пациентот се изложува. Нормално има и други медикаменти кои може да се употребуваат, зависи од локализацијата, зависи од ширината на промената. Можна е и спонтана репигментација, некојаш со третманот се провоцира, некојаш и покрај третманот не може да предизвикаме репигментација, едноставно не оди и стојат тие флеки на кожата. Денес имате манекенки во светот кои се сликаат да покажат дека тоа е знак на убавина, дека не е никаква болест. Докторе, кога зборувавме за акните, ги споменавте неколку пати ретиноидите. Дали тие бараат кожата да се навикне на нив? Има ли лица кои што не може да ја толерираат локалната примена на овие средства? Не, може секоја кожа да се навикне, битно е да тоа се прави степ бај степ, чекор по чекор, да не се оди наеднаш агресивно, особено не да се мачка целото лице со ретиноиди, затоа што ако го мачкате целото лице со ретиноиди, тогаш имате проблем да наеднаш ви реагира со црвенило, со печење и пациентите ќе се исплашат. Што јас им советувам, на почетокот им советувам секој втор ден да го употребуваат ретиноидот. И тоа да го употребуваат на точки, таму каде што има акне или каде што има флеки од акне, не преку целото лице, и да го употребуваат навечер. Зошто навечер? Затоа што ретиноидите се фотосензибилизатори, знаат да реагираат со сонцето и затоа дополнително ако што се случува, пациент ќе се намачка со ретиноид на целото лице, ќе излезе на сонце, ќе изгори, ќе го пече 2 дена и никогаш повеќе во живот нема да го стави. Затоа многу е битна начинот на апликација како се прави навечер и на почетокот секој втор ден и на точки на место. Обично колку време трае лекувањето со нив, може ли неограничено? Може долго време да се употребуваат. Значи може да се употребуваат со месеци, нема некои рестрикции. Тоа се лекови кои се по мене најдобриот лек за акни со најмали несакани последици, а има значително добар ефект на формите на акни кои не се воспалителни. Кај тешките форми на акни не врши работа, таму треба орална терапија. Орално, како што споменавте. Кога се дава орална терапија, претпоставам дека мора да биде под строга контрола на лекар. Апсолутно. И има тука ограничување колку време смее да се пие лекот? Воопшто дали е тоа лек? Лек е, да, тоа е лек и тоа е сериозен лек, се мониторира редовно црниот дроб, состојбата на црниот дроб, доста е комплексен вака за следење пациентот и се намалува постепено дозата обично. Има различни шеми, јас почнувам со повисока доза ударно да се сопрат акните, па потоа постепено ја намалувам. Вообичаено лекувањето трае некаде од 4 до 6 месеци, но кај некои посериозни форми на акни и година дена, кај некои форми што се од оние инверзни акни што ги кажав и 2 години ги употребуваме различно. А што е со пациентите кои што ќе добијат лузни од акните? Има ли начин да се реши овој проблем? Има начин да се подобри тој проблем. Но не може сосема да исчезне. 100% да исчезнат не може и тоа е нешто што затоа ги третираме. Меѓутоа можеме со употреба на модерни техники со кои ние денес располагаме во Аџибадем Систина, да речеме да го тоа решиме, располагаме со фракционен CO2 лазер кој е број 1 избор за решавање на лузни на акни. Има и други. Што се постигнува со него? Се отстранува горниот слој, се сече невидливо површниот слој од лузната, а внатре длабоко во лузната се стимулира нов колаген. Еден колаген столб кој ја пополнува лузната. Практично тоа помалку вредно ткиво, таа лузна се исполнува и се подига нагоре кожата. Меѓутоа кај многу широките акне, така наречените бокс скар,
не можете целосно тој дефект да го пополните и дел од таа плитка лузна ќе остане во текот на животот. Какви се лузни може да се поправат на ваков начин? Свежо настанати или пак може после 20-30 години, бидејќи има и возрастни луѓе со лузни на лицето од акни? Може и после подолг период да се третираат, значи најдобро се третираат така наречените убодни лузни. Pinpoint или оние ice pick лузни ги викаат како избоцкана да е кожата. Потешки се кружните лузни, тоа се ние ги нарекуваме rolling scars и овие што ви кажав како кутија box scar, кои се многу тешки за третман. И еве на крајот од денешната Телма амбуланта неколку совети кои што се поврзани со заштита на лицето од овој проблем. Што може да направиме? Па, мој совет е секогаш кога има акни да консултираат пациентите доктор, да не импровизираат да се лекуваат на своја рака. Некогаш одат на козметичар. Да. Тука каков е вашиот совет? Козметичар или пак дерматолог? Мора прво доктор да го види тоа, заради тоа што понекогаш имате добри козметичари, меѓутоа имате луѓе кои се решаваат на работи за кои не се доволно обучени. Така да се зависи каде ќе западнете. Има козметичар, нема да ве чепка ако гледа дека имате некој верзиран добар козметичар, тешка форма на акне. Што ќе бара таму? Ништо не може да постигне. Така. Прво треба да се смири воспалението, па потоа да се прават козметички третмани, а не обратно. Така да мој совет е да се поиде на доктор, да не се потценуваат акните, особено тешките цистични форми на акни, да се третираат, заради тоа што акните некогаш ќе поминат, ама последиците што ќе ги остават ќе траат. Заштита од сонце потребна е, сонцето може да стимулира, потта дали може да стимулира, што со косата, еве, некогаш не допира на лицето. Ако имаме ваков проблем, треба ли да иритира? Може малку да иритира, но не може некој поголем проблем да прави. Заштита од сонце вообичаено советуваме кога се користат некакви медикаменти, дали се тоа тетрациклини, дали се ретиноиди, тие се фотосензибилизатори и има специјални кремови заштитни за сонце, за акнеична кожа кои ги препорачуваме. Во тој случај тоа е императив да се даваат и тука нема дилема. А што е со лицето што имале акни и потоа се повлекле? Каква нега на кожата кај нив препорачувате? Дневна рутина, ноќна рутина потребна ли е? Или не треба ништо да мачкаат за да не го иритираат лицето? На кожата треба да се мачкаат работи, меѓутоа не комедогени супстанци. Што значи тоа? Тоа значи дека тоа се не масни кремови. Ако ставате масни кремови, кои се да речеме за атопична кожа, може да ги запушите отворите на лојните жлези и повторно да се појават акни, значи специјализирани кремови, козметики за акнеична кожа или неутрални кремови кои не се масни, кои се за секојдневна употреба од различни козметички производители кои постојат. Сигурно е проблем кај повозрастните лица кои што сакаат да користат анти-ејджинг козметика, односно козметика против старење, а им се појавуваат акни. Има таму проблем, ама таму имаме и други можности да тие проблеми ги решаваме. Секогаш треба да се гледа што добивате, а што губите кога нешто третирате. Затоа што во спротивно може да доведете ситуацијата наместо да имате позитивен ефект, да имате негативен ефект, а тоа не е нешто што го посакуваме и ние како доктори и пациентите кои доаѓаат. Така, значи доколку некој се соочи со проблем со акни, што поскоро да се јави на дерматолог за да не се направат, да не дојде до појава на лузни и до последици кои што потоа многу потешко се третираат. Така е, точно тоа е поентата. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Повторно интересна тема, совети, препораки кои што сигурна сум дека ќе ни помогнат на сите нас кои што од време на време се соочуваме со ваков проблем, а акните воопшто не се редок проблем. Еден од најчестите проблеми, како што ми споменавте пред емисијата. Во Америка е најчеста причина за посета на дерматолог и кај мене во ординација е најчеста причина за посета во мојата амбуланта. Ви благодарам за гостувањето и ви посакувам успех на секое поле. Ви благодарам и ми е задоволство секогаш кај вас во емисија да бидам. Почитувани, ова беше професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџибадем, Систина. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и се гледаме секој работен ден во 12:45 на телевизија Телма во минутите резервирани за здравие, за тоа како да бидеме и останеме здрави, секако тоа заедно го учиме. До гледање.